Нов стопанственик на ловиштата Подлог и Бели е извесен Бруно од Скопје, инаку поранешен директор на царината во Скопје. Тој ја добил концесијата за стопанисување со кочанските ловишта и веднаш започнал активности за активирање на ловните терени и заштита на истите од нелегален лов. Ваквата вест ги изненади ловците членови на ловното здружение Осогово, кое со децении стопанисуваше со нив и има изградено значајна инфраструктура. Поголем дел од нив се уште не веруваат дека тоа што е создавано со децении, сега некој на перфиден начин го добил како своевиден подарок од државата. Од ловното здружение Осогово вела дека иако доделувањето на концесијата објавено во службен весник, работата не е завршена и дека доправа предстои битка за кочанските ловишта. Во таа насока поднесени се тужби пред управниот суд со цел да излезат на видели на сите нерегуларности во постапката и перфидното елиминирање на другите заинтересирани во корист на скопјанецот. Дека се работи за смислена ујдурма, велат во здруженијето, зборува тоа што на електронското надавање учествувал само известниот Бруно, кој понудил за еден чекор по висока цена и без конкуренција си ја добил концесијата. Поради сето тоа се најавува дека работата ќе се истурка до крај, а ако доколку надлежните институции останат глуви на барањата на ловното здружение, ќе бидат организирани протести. Како ќе заврши ова максимално замрсено доделување на концесиите на кочанските ловишта, тешко е да се предвиди. Меѓутоа, кај овдешните ловци останува горчината поради сознанието дека некој надворешен ќе стопанисува со ловиштата во кои со децении е инвестирано, а ловното здружение Осогово со објектот на ловниот дом, со фазанеријата кај Чифлик, со стрелиште за глинени гулаби, со чеки за штетен дивеч и низа други инфраструктурни објекти, се доведува во ситуација да пропадне и исчезне.